Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте со отворената програма на ТВ Нова. Настаните со апсењата на луѓето од 27 април ги турнаа во втор план случувањата што ја потресоа црквата. Писмото што Македонската православна црква и го упати на Бугарската црква и одговорот од Софија, а потоа и можните и очекувани реакции од православниот свет. Вечерва ќе побараме одговор до каде стаса црковната дипломатија, може ли Македонската православна црква да се надева на автокефален статус во догледно време. Гостин во студиото на ТВ Нова е митрополитот Преспанско-Пелагонijski и администратор австралиско-новозеландски Петар. Владико, добре дојавте во студиото на ТВ Нова. Добро ве најдов. Што е најново? Имате ли каков било абер од Софија? После оној првичен одговор по нивното заседание дека ќе се формира комисија и ќе преговара со вас. До денеска јас лично немам никакви сознанија за било каков одговор од таму, но должам за јавноста едно објаснување зошто порано не се јавив на овие медиуми, па конкретно конечно и на вашиот медиум, бидејќи бев поканет. Да, еве конкретно за подсетување за гледачите, досега вие всушност ќе бидете првиот член на синодот по владиката Наум што јавно ќе проговори за оваа работа. Владиката Наум се огласи во неколку наврати, но во изјави за бугарски медиуми. Исто така се огласи владиката Агатангел, тој пак со отворено писмо до јавноста во кое се огради од содржината на дописот што на 9 ноември испратен до Бугарската црква, а потоа и до тоа што се огласи Македонската православна црква со поздравување на одлуката на црковна Софија да формира комисија и да почне преговори за статусот на Македонската православна црква со другите цркви. Еве, може ли во оваа пригода да објасните како настана писмото? Како тоа Македонската православна црква одеднаш реши да сврти кон исток и да се случи ова зближување на црковните односи помеѓу Македонската и Бугарската православна црква? Конкретно сакам да посочам дека не излегов во јавните гласила од причини да не биде тоа земено како забелешка дека токму моите кажувања и моите изјави во јавноста би влијаеле на донесувањето на одлуката на синодот на Бугарската православна црква. Што значи почекав да се изјасни Бугарската православна црква по писмото, па потоа еве на ваш повик, на ваша покана да бидам гостин на ТВ Нова. Имате забелешки на писмото? Не се согласувате со содржината и вие како владиката Агатангел или? Конкретно сакам да појаснам дека како председател на одделот за односи со другите цркви, согласно уставот, како и за мисионерство и каритативна дејност во нашата црква, обично писмата што сме ги доставувале до другите помесни православни цркви биле во моја надлежност како председател и на одделот, но и на комисијата за разговори со другите православни цркви, но во врска конкретно со ова писмо не бев информиран се до синодската седница на 9 што се одржа, што значи составувач не сум на тоа писмо и немав удел во составувањето во никој контекст и затоа сакам тоа да го објаснам на Имаше во јавност информации дека дел од владиците го напишале писмото и на синодската седница само ви го доставиле на увид. Значи, оваа информација, ако е точна, раѓа нови подпрашања. Зошто е подпишан поглаварот? Зошто вие се согласивте, односно го аминувавте? Кој сушност го напише, го подготви писмото? Од јавноста имаше повеќе кажувања. Вие сами знаете дека се јавија луѓе и од Бугарија, како што беше случајот со господинот Божидар Димитров, кој посочи кој го составувале писмото од страна на бугарската јавност, бугарската, да речеме, интелигенција и така натаму, и дека учествувал еден наш владика во составувањето на тоа писмо, што значи тоа писмо не е составувано од мене и немам удел никако во тоа писмо и не можам воопшто да земам никаква вина или обврска во врска со составот на писмото. Му се спротивставивте на владиката Наум на Синодската седница или? Понатаму, вака, прво
Јас сакам да појаснам дека владиката Наум не беше присутен на таа седница на која се расправаше за писмото. Така што не беше присутен и владиката Методи, така. Од присутните архиереи што беа, тие што беа, ама знаете, едно прашање кое од многу значаен карактер за црквата, од суштествен карактер за црквата, не е упатно да го расправаме ние на синодска седница ад хок. Да се донеси да би се даде и сега за неколку минути или за половина сат или сат нека е вие да донесете став и да се согласите со тој текст и така натаму. Тоа треба да се Владико даде. Петар, велите дека оние владици за кои се сметаат за составувачи на писмото не биле ни присутни на синодската седница, кој ви го достави тогаш писмото и дали немаше никаква дебата за суштината на писмото? Јас сакам да појаснам дека не сум составувач на писмото и не сакам да сносам никаква одговорност за содржината на писмото. А писмото се расправаше на синодската седница и меѓу другото ние во врска со писмото немало никакво класично изјаснување, како што обично кога на седници се поставува едно прашање, па се дава на гласање, па кога поединечно секој треба да се изјасни со кревање на рака или со некревање, или како ќе биде, како и да е. Имаше Што така значи, нешто во овој случај? Во конкретниот случај немало званично гласање за писмото, премолчено е тоа испратено, но тоа и не е битно. Битно е дека писмото како што е испратено не е така разбрано. Имено во писмото сите има можност од оние што го лиферуваа во Бугарија, што го објавиле, што документ, тој може да се рече таен или полутаен документ, не сме да се објавува, се додека не се даде за тоа согласност. Еве, конкретно... Тоа е моето следно прашање. Зошто писмото, ако е испратено на 9 ноември, неколку дена потоа се обелоденува и тоа преку бугарски медиум. Стасува кај нас го објавува бугарска... Тоа ми е прашањето. Значи, во што е целиот проблем? Проблемот е не во тоа што писмото не се однесува кон него одговорните фактори, како кон документ кој треба да има своја тајност или полутајност, како што, во преговорите што се водат на македонската држава за името со Нимиц посредникот или со Европската Унија или со Америка и така натаму, со Обединетите нации, никогаш ние до денеска не слушнавме било што од тие разговори што се водели или било што од содржината на тоа. Додека овдека имаме една црковна дипломатија која уште не стигнато можеби во Бугарија беше објавено. Тоа е она што загрижува. Но тоа е прашање за јавноста, вие треба да ми го одговорите. Зошто е тоа така? Па и јас го поставувам како прашање до јавноста, да свати јавноста дека некој ги открива работите што се уште не виделе бел ден, за кои треба да се дискутира откако ќе се случат. Така овдека имавме ние објавување на писмото и на некој начин откривање на содржината на писмото, од една страна, од друга страна веќе имавме сосема поинаков одговор пак на писмото од она што е содржина на самото писмо. Каква е логиката за ова? Каква е вашето објаснување? Зошто, ако истиот владика го подготвил, го дал, го доставил на подпис на синот, односно на одобрување на синот и на испраќање, го објавува и тоа преку бугарски медиуми? Па јас не можам да дадам на тоа одговор, тој треба да си даде одговор, зашто тоа го направил, но можеме да заклучиме колку е полезно или штетно за црквата, конкретно за Македонската православна црква, лично мислам дека е штетно. Од друга страна, ние сме сведоци какви беа реакциите во јавноста бугарска, а какви се реакциите кај нас во Македонија. Таму беше говорено дека цела бугарска интелигенција просто го поддржува писмото, но не писмото со содржината која беше суштинска наведена во писмото, а тоа е прво признавање на Македонската православна црква како автокефална,
де јуре со подпис, со томос или со одлука од страна на Бугарската црква. Второто беше сослужување, што би значило заедничко служење на божествени литургии, на други богослужба, на архиереите и свештенството од нашата црква, што би било де факто признавање на нашата црква. И третото беше представување на Македонската православна црква пред другите поместни православни цркви. Што значи ниту едното, првото што го спомнав е, второто, ниту третото не беа предмет на дискусија, расправа или одговор поточно од страна на Бугарската православна црква до Македонската православна црква, туку оно што беше кажано дека ако, доколку овие три нешта ги прифати и ги исполни Бугарската црква, тогаш Македонската православна црква би ја препознала како мајка црква. И сега веднаш се наметнува прашањето што значи тоа мајка црква. Јас би сакал тоа да го на некој начин. Ајде да одиме со ред. Имате ли прво какви било забелешки во однос на содржината на писмото? Еве, во формулацијата мајка црква, бидејќи некои аналитичари овде рекоа дека само тоа е вишок, односно тоа е она што може да направи штета во целата ситуација. Токму за тоа сакам да поговорам дека мајка црква ние не можеме да ја сметаме Бугарската православна црква во историски контекст на нештата, ниту Српската православна црква, пак во историски контекст на нештата, ниту било која црква согласно уставот на нашата црква, или поточно речено преамбулата во Уставот на Македонската православна црква, каде што се вели тргнувајќи од сознанието дека Свети апостол Павле во 50-тите години дојде во Македонија, ги основа првите црковни општини кои се запишани во Светото писмо како македонски цркви и така натаму, првите апостоли Гајар и сето тоа. Јустинијана прима и да не зборуваме понатаму континуирано, односно како наследничка на Јустинијана прима се јавува Охридската архиепископија како црква на македонскиот народ. Во сите своји обиди по нејзиното укинување од Цариградската патријаршија и од Великата големата порта, односно владата на Отоманската империја, се знае дека во сите обиди за обнова на Охридската архиепископија, Македонската православна црква, всушност народот наш тоа го направил, особено во значајните и големите востанија за ослободување од Отоманската империја, како што се и во Карпушовото востание 1690-та и во Разловечкото 1876-та и во Македонското или Крестенско востание, во чиј устав е посочено дека ќе се застапува народот македонски на ова собрание и така натаму, кога ќе се ослободи Македонија, да се ја обнови својата црква Охридската архиепископија. И сега аналогно на тоа следува она што беше лиферувано во јавноста, што многу некои, за жал, слушнавме владици бугарски кои коментираа дека па и наши за жал, дека ние сме биле составен дел македонците од бугарската екзархија, што гледано од аспект на нештата не е точно. Македонскиот народ не се борил за создавање на бугарската екзархија, затоа се борил бугарскиот народ, што е сосема и легитимно право на бугарскиот народ. И ако, доколку бугарската црква се застапувала од бугарскиот народ или верниците свештенството и првите архиереи што биле таму и што постоеле се застапувале за обнова на Охридската архиепископија, тогаш би можело да се смета дека тие се наследници на, односно тоа е нивна целосна. Добро, станува збор за различно толкување. Кога станува збор, кога се гледа низ диоптријата на бугарската историја, кога станува збор за Охридската архиепископија, кај нив постои знак на равенство со бугарската екзархија и Охридската архиепископија и според нив МПЦ нема право на никакво наследство. Кога станува збор за Охридската архиепископија. Да го појасниме дека не може така да биде. Зашто? Во 1235 година е основана Трновската патријаршија како патријаршија, автокефална црква на бугарскиот народ.
на Бугарија со седиште во Трново. Во тоа време постои Охридската архиепископија. Зошто имало потреба од две бугарски цркви да има во тоа време, ако веќе постоела Охридската архиепископија, зошто формирале бугарите своја патриаршија во Трново? И зошто по укинувањето на бугарската црква се гледа дека натаму немало обиди во никој случај на бугарскиот народ, на бугарската црква за обнова, односно на бугарското свештенство, за обнова на Охридската архиепископија, туку тие се заложиле и ја добиле обновата на бугарската црква во името на бугарската екзархија 1870 година, а пак македонскиот народ тогаш се приклучил на ветувањето дека кога ќе се основа бугарската екзархија, ќе помогнат тие да се обнови Охридската архиепископија, што никогаш тоа не се случило. Но тоа не е сега цел на ова наше интервју, толку колку што е битното дека поинакви се мислењата и желбите на бугарскиот народ, црковен народ, на бугарската црква, на свештенството, па и на архиереите, ако сакат, на бугарската црква, во врска со писмото за така наречената мајка црква, од мислењето, желбите на македонскиот народ православен, на македонското свештенство и македонските верници од она што го слушаме не само кај нас во татковината, туку одзив слушаме веќе и од диаспората. Што значи, различни се, едните се за да биде македонската црква ќерка или да ја биде мајка бугарската црква, тоа се сети оние што припаѓаат на бугарската кауза, и другите се против од страната на македонската кауза, се мисли на свештенството, на верниците, и исто така, па и на нас може да се рече архиереите, може би не на сите, во смисла на контекст, во контекст на мајка црква. Значи, да појаснам, во кој контекст можело да се смета дека мајка црква можела да биде бугарската црква, откако се исполнат овие три посочени барања во писмото, дека со резолуција во Шамбези за признавање на една автокефална црква, за која треба да дадат согласност и останатите помесни православни цркви, требало така наречената мајка црква да ја предложи ќерката црква на другите помесни православни цркви, кои со консензус ќе признаат таа црква за автокефална црква, што тоа до Шамбези не беше така. Имено, сите автокефали на црквите конечно ги подпишуваше Цариградската патриаршија и таа се смета како мајка црква во контекст на нејзиното прво место меѓу црквите, или поточно речено, во поглед на како првопрестолна црква. Гледано од аспект на мајчинство по станокот на црквите, мајка на сите помесни православни цркви е Ерусалимската патриаршија, но бидејќи таа своевремено го загубила својот карактер на голем град на Ерусалим, кој бил уништен во 70-тите години по Христа и претворен бил во некоја си населба или Капитолина и така натаму, првенството во црквите го добил Рим. После тоа, со преместувањето на седиштето од Рим во Константинопол за времето на цар Константин, доаѓа Константинопол или Цариград да биде првопрестолна црква. Значи, поправилно е да се именуваат црквите првопрестолна, второпрестолна или од Пентархијата, тие се петте први патриаршии, како што се Цариградската патриаршија, тука во нив влегува Александриската црква, па потоа Антиохиската црква, Ерусалимската црква и нормално Руската црква како пета црква и така натаму. Значи, тие по достоинство цркви што се наредени во каталогот на црквите православни и така натаму. И сега во контекст на овие нешто што ви кажавме, дека
Треба да ги разбереме нештата дека не станува и ние не можеме да се согласиме дека Бугарската православна црква нам ни е мајка црква во некој историски контекст. Како што не може да ни бидат ниту Српската црква во историски контекст, ниту пак да ни биде во историски контекст нам мајка црква било која друга црква. Но освен Цариградската патриаршија. Цариградската патриаршија и не и таа во историски контекст. Од историски ние сме, како што рековме, од времето на како цркви постанати од времето на Светите апостоли, Свети апостол Павле. Добро, ова го објаснивте многу фино за гледачите. Се обидовте ли да му го предочите и на поглаварот Стефан пред да го потпише писмото и да го испрати? Се обидовте ли да го спречите испраќањето на писмото за да кажете дека не може Бугарската црква да ни биде? Јас укажав на тоа дека не можеме да прифатиме ова сега што го дискутираме, да видиме ние ќерка на Бугарската црква која треба да се пројави или да се препознае како мајка во историски контекст. Им беше речено дека станува збор за тоа дека во резолуцијата на Шамбези стои така и само заради тоа е ставено мајка црква, а не во контекст на нештото дека историски ние прифаќаме да видиме да не родила Бугарската црква. Не можело да не роди Бугарската црква кога ние велиме дека историски имаме подлабоки корени, постари корени во Бугарската црква. Тука Јустинијана прима, кога веќе Бугарската црква знаеме кога првпат се формирала како црква. Тоа е 870 година. Тогаш постанува Бугарската црква со првиот епископ или митрополит Јосиф што бил, а после се знае дека таа си добива и своја автокефалност подоцна, а како што кажавме, како Трновска патријаршија 1235 година и така натаму. И тука се тие оние недоразбирања со другите помесни православни цркви, со Цариградската патријаршија околу Бугарската екзархија, што не било почекано да се основа прво бугарското кнежевство, што станало како самостојна држава до некаде во 1908 година, а тогаш можело да се добие и таа автокефалност од страна на Царската патријаршија, па тие работи се изглавени дури кога се создале сите услови по Втората светска војна во 1953 година. Историчарот бугарски што го спомнавте, контроверзниот Димитров, исто така вели дека Бугарската црква не смее да ја признае Македонската православна црква за своја ќерка црква, бидејќи таа е мајка од секогаш. Вели не во историски контекст само наблюдувајќи ги работите, туку и политички гледајќи, дека ако Бугарската православна црква ја признае како ќерка црква Македонската, имајќи предвид дека црквите се поистоветуваат со државите, односно со народите во Што сакате да кажете дека тој вели дека ние би биле втора бугарска држава? Тоа од секогаш било така. Тој вели решение за Македонската православна црква е единствено припојување кон Бугарската православна црква. Па мислам такво нешто само неразумен владика или свештеник во нашата црква или верник може да прифати такво нешто. Тоа мислам дека не е разумна работа. Разумна работа е да се разберат реално работите како што се, а реално се тоа дека на овие простори, ние зборуваме за македонските простори. Јас никогаш не сакам да посвојуваме туѓа историја. Она што се случувало во Плиска и во Преслав, во Софија и во Трново и во Цариград, да присвојуваме дека тоа е наша црква и тоа е наша црковна историја или тоа е наша државна историја. Но она што се случува на просторите на Македонија, од тоа не можеме ни да се откажеме, ниту пак некој, иако со присила не тера, да го прифатиме тоа, освен се знае дека ако посилните ја имаат власта, според таа народната вика Бога силата не го моли, ама Бог сила пак не сака, така што насилно нешто направено, кога тогаш тоа ќе се изјалови еден ден и пак ќе си дојде се на свое место. Ние сакаме да имаме добри односи со српската, со бугарската православна црква и со бугарската држава, секако, само на реципроцитетни основи да бидеме достојно почитувани, а и ние достојно да ги почитуваме луѓето, и тоа е, мислам, најдоброто решение за сите нас. Инаку, гледано од аспект, ние имавме со бугарски архиереи сослужување, што е де факто признавање на црквата, што беше 1999 година во Враца, блажено покојниот митрополит Калиник,
на негово барање отидовме таму да служиме и сегашниот патриарх Неофит служевме заедно со нив и немаше никаков проблем дури на самата богослужба без ние да бараме, нивниот џакон со силен глас извика да се помолиме, значи во состав на ектенијата, значи еден дел, кај што го кажува џаконот од богослужбата, да се помолиме за македонскиот православен народ, што веднаш потоа нашиот џакон рече и да се помолиме и за бугарскиот православен народ. Тука беа признати два народа на една божествена литургија, каде што нивниот џакон се повикува на молитва за македонскиот народ и нашиот џакон повикува за молитва на бугарскиот народ. И нема причини да не ги почитуваме бугарите како посебен народ, но нема причина ни тие да не нас почитуваат како македонски, како посебен народ, ниту црквата бугарска да не ја почитуваме како бугарска, како посебна црква, ниту тие нас да не ја почитуваат како тоа. Зашто? Сето поинаку ќе доведе до ситуација на едно мешателство кое што ќе изроди повеќе непријатности и недоразбирања и кавги и така натаму, отколку што ќе вроди поголема љубов и почитување на едни кон други. Од се ова што го кажавте, досега можам да заклучам дека нема толкаво едногласи, односно, како да речам, едно единство во Светиот архиерејски синод. Можен ли е нов раскол или подлабоки тензии во синодот е прашањето на кое очекувам одговор. Запревме некаде каде што можевме да заклучиме дека нема толкаво единство во Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква колку што се обидуваше да се представи во изминатиот период. Од друга страна, вие сте меѓу еден од тројцата потписници на Нишката спогодба, онаа заборавена спогодба кога беа многу актуелни односите со Српската православна црква, станува збор за далечната 2002. Тогаш, под притисок на јавноста, МПЦ на некој начин отстапи од таа Нишка спогодба. Што е различно сега со писмото кон Бугарија, каде што бараме БПЦ да не признае како керка црква за возраст да добиеме автокефалност? Нишката спогодба предвидуваше само поголем степен на автономија. Зошто тоа беше прифатливо за вас, ова сега не е? Јас не би го коментирал прашањето со предлог Нишката спогодба, нагласувам предлог. Во сите комуникации луѓето ја именуваат Нишка спогодба, таа не е Нишка, тоа е предлог. Ако е предлог, значи нешто што не било донесено како став на Македонската православна црква. Добро, и ова е сега само писмо. Па и ова е само писмо и затоа треба да ги разликуваме нештата. Исто е и во едниот и во другиот случај, само тоа што се објавени документите што не смеело да бидат објавени. И прашањето е зошто се објавени. Објавени се за да се изврши притисок, за да се постигне целта. Целта била во првиот случај да мора тоа што сака соодветната црква, во првиот случај српската, во вториот случај бугарската црква, тоа што таа сака да се постигне, да го постигне, а не она што нам како на црква ни е насушно потребно на Македонската црква, а тоа ни во првиот, ни во вториот случај не е предмет на одлука ниту во првиот случај, ниту во вториот случај по нашето прашање. Мислам дека сум јасен. Да, јасен сте во смисла на тоа зошто се објавени документите пред да бидат ефектуирани, односно, но не ми е јасно зошто Нишката спогодба, каде што сте вие еден од потписниците, за вас прифатлива, а во случајот со бугарската црква станува збор за различен степен. Тука зборуваме за автокефалност, таму зборуваме за различен степен на автономија. Не, прво да се разбереме дека таму воопшто не станува збор за потписници, туку ставени за парафи и целта беше на парафите да се прави разлика измеѓу документот, првиот составен документ и подметнување на документ кој не е актуелен, туку првостепениот е подметнат. И затоа се ставени парафи да се знае на кој за прв се стават парафи да се прави разлика за кој документ станува збор и затоа толку не би сакал повеќе да дискутирам. Таму вие владиката Науми и владиката Тимотеј. Да. И затоа не би сакал да коментирам повеќе, тоа при друга прилика со вас или со некој друг не е битно. Добро, во тој случај по Нишката спогодба се случи Вранишковски.
Така. Можен ли е сега подлабок раскол со оглед на тоа што владиката Агатангел отворено Видите, се дистанцираше од содржината на писмото во во- писмо до во јавноста, а еве сега конкретниот вие случај- изнесувате прилично забелешки. Во конкретниот случај, ние немаме раскол, има Српската црква проблем што си го направи и тоа е нејзин проблем и тоа рековме не би сакал сега да го коментирам, би го коментирал при друга прилика, но во конкретниот случај за јавноста, за пошироката јавност е битно да се каже дека од ова сето што се случи ние што баравме, а што добивме. Ако Да, сакате. експертската јавност е поделена во сега. во однос на Јас ова проценките ќе го- каква е користа, а каква е штетата од писмото Јас ова ќе го кажам со една анегдота. Имено еден прилепчанец во времето на турското владење, да не речеме окупација на турците, владење со Македонија и така натаму, кога одел по клисурата Дреновска за Прилеп и кај ресторанчето Че сенки имало, тука се одморал, пил вода и почнал да се моли на Бога и во молитвата идејата му дошла: Господи, дај ми конј да стигнам до Прилеп по овие тешки горештини да не се мачам. Во меѓувреме стигнал еден ага со една ергела на коњи, една кобила која била ждребна и додека седеле тука се одмарале, се ождребила кобилата, кобилата ја предводела ергелата, но поради слабоста на младото коњче, кое не можело да оди и немале решение, не може да продолжат, тогаш агата рекол: зошто е ѓауров тука, ставете му го на вратот, ждребето, конјчето и нека го фати за нозете и нека оди напред, ќе тргне по него кобилата, ќе тргне ергелата и ќе стигнеме многу брзо до Прилеп. И така, патувајќи нагоре по горештината, потејќи се, прилепчанецот рекол: Господи, овдека во сета ова работа има големо недоразбирање. Или јас погрешно ти се молев, или ти погрешно ме разбра. Имено јас се молев да ми дадеш конј да јавам до Прилеп, а не конј да ме јава. И во нашиот случај нешто слично се случи. Ние едно МПЦ баравме. е прилепчанецот во случајот. Па, Погрешна формулација на писмото или ние едно баравме, како прилепчанецот што барал кој за да стигне до Прилеп, а не добивме тоа што баравме. Сега јас не мислам сметате дека е повеќе штетно отколку бенефитот што го доби? Тој Сиромав не отишол до Прилеп јавајќи конј, туку конј како него го јавал, така и ние баравме едно, добивме друго. Има реакција од Цариград, Москва? Молам? И има ли реакција од Цариград, Москва? Што се До случува? Јас денеска- повторно ќе ве навратам на релациите со СПЦ. Дали ова тропање, нагло вртање кон исток е можеби резултат на со години неуспешното тропање на портите на црковен Белград? И се води ли тајна дипломатија во изминатите години или се релациите целосно замрзнати? Ние имавме комуникации со скоро сите помесни православни цркви, значи сме имале комуникации по прашање и со Цариградската патријаршија, и сме барале таја да го реши статусот, иако некои од интелектуалците што има вакви интервјуја или известни расправи, дискусии што водеа, не знаеа за тоа нешто и така натаму. Имавме разговори со Грчката црква, Атинската архиепископија, имавме разговори со Ерусалимската патријаршија, имавме разговори со Антиохиската црква, имавме разговори со Руската црква и така натаму, со Романската, значи скоро со сите, со Полската православна црква. Не е, значи, не сме биле исклучиво само на Српската црква упатени, само со неа да сме водели разговори. Но сме биле упатувани таму и очигледно дека станува збор не за канонско прашање, а тоа ни беше во повеќе наврати кажано и од самата Царинска патријаршија дека проблемот е нерешениот статус на името на нашата држава, кој го повлекува и името на нашата црква. И ние, уверен сум длабоко во тоа, ако не беше тоа прашање, дека ние можевме многу одамна да ја добиеме нашата автокефалност, дури можевме под друго име да ја добиеме автокефалноста, но не под името Македонска православна црква во кодексот на имињата на помесните православни цркви. И сега во тој контекст на нештата, пак Охридската архиепископија, гледате сега колку мина се појавуваат како газди на неа, како да е нивна.
Секогаш се говорело дека таа имала грчки карактер кога станува збор за грците, Целјадската патриаршија и Атинската архиепископија и така натаму. И очигледно е дека имало испраќано во таа патриаршија, во таа архиепископија грци архиереи, меѓу кои и Теофилак Блажениот, еден од најпознатите, како што и Димитрije Хоматијан, најголемиот правник на црквата што бил во тоа време и така натаму и така натаму. Од друга страна, еве дојде потоа дека тоа била црква на бугарите, на бугарската на бугарскиот народ. Сега имаме веќе барање за регистрација на Вранишковската ПОА, дека тоа со пресуда од Страсбург, со зборовите грчко православна Охридска архиепископија под юрисдикција на Пејската патриаршија. Што значи тука сите се работи собрани таму, значи имаме тука заинтересирани за таа дека е грчка, дека е на ПОА, односно српска, дека е бугарска, само не наша. А вистината е дека е само наша. Добро, на некој начин ги дојдовте до нешто сакав да разговараме во следниот дел од емисијата. Ја поврзавте политиката со црквата, за влијанието на политиката во таа смисла. Каков е контекстот на црковното прашање во актуелниот политички моментум? Имено, дали станува збор за логичен след на нештата по договорот за добрососедство што го подпишаа Бугарија и Македонија? Па сакам и за тоа да кажам збор 2, бидејќи таму беше ставено дека и нашата црква на некој начин даваше некоја си поддршка, макар што бев категоричен и тогаш дека не сме ние да даваме поддршка на политички одлуки кои не се можеби на добробит на црквата или на добробит на нацијата и така натаму и од тие причини таму беше избегнато името да се спомене на договор и така натаму, но очигледно дека тука има некое замешателство и тоа јас не мора да го кажам. Цела јавност го гледа и цела јавност знае што се случува и како се случува по тоа прашање. И мислам, нема потреба од тоа да го издвојувам ја своето мислење од мислењето што е на целокупната јавност. Имате чувство дека на грбот на МПЦ се води тивка војна во православието, а позади тоа, односно актуелните спорови се резултат на се искористени за остварување на одредени геостратешки, политички и верски интереси? Па таа работа е општо позната и на сите, доволно на оние што се занимаваат со аналитички согледувања на состојбите кај нас во Македонија и на политички, и на национален, и на државен, и па и на црковен план. Па така, од тој аспект на нештата нема ништо посебно што да се каже, зашто би било тавтологија да ги повторуваме работите што луѓето ги знаат. И тука нема потреба од нешто посебно да се потенцира, да се нагласува и така натаму. Секој има совест и според совеста своја нека одлучува, но очигледно дека она што кажав, дека реакциите се по ова прашање, за кое стана збор пред малку, од севкупната наша црковна јавност, почнувајќи од верниците, бидејќи свешениците кога одат на парокиите, постојано ги прашуваат луѓето што направивте во смисла на негодување, несогласување со тоа. Истото тоа ни се случува и со свештениците, но и не само кај нас во Македонија, туку и во диаспората. Што мислите за тезата што според многумина е само теорија на заговор, дека станува збор за смислен чин со кој треба да се предизвика поголем раздор во православието за да се намали руското влијание на овие простори кое е несомнено многу големо? Јас не знам тоа дали се оди од политичка гледна точка, но сметајќи според изјавата на еден политичар, мислам дека од Шведска е Карл Билт, се сеќавате неговата изјава, тој беше категоричен во неговото кажување најголема опасност и се заканувало на Европа од православната црква и од Русија. Ако е православната црква најголемата опасност за Европа, тогаш мислам Европа не е на правиот пат.
односно нешто не е во ред со Европа, ако гледа во учењето на православната црква и во животот на православната црква, не на некои лидери во црквата, туку учењето на црквата како го има православната црква. Дали е тоа македонската, бугарската, српската, руската, цариградската патриаршија или било како, за штета. Можеме да зборуваме за искривоколченото погрешно сваќање на Европа по прашањето на православното учење на црквата наша православна. И се додека таков однос има Европа кон православието, кон православната црква, не ќе може да биде среќна Европа. Ќе се случат многу неубави работи. Можете ли да ми Мора да одговорите... го прифати Европа, православието, како најдобронамерна доктрина, како најдобронамерно учење, кое може да биде во голема полза и голем прогрес на цела Европа, а не на штета, како што рече Карл Билт. Можете ли да ми одговорите директно колкаво е влијанието на Руската православна црква во црковен Белград и во Софија, во Бугарската православна црква? Руската православна црква е бројно најголемата црква во православниот свет. Може да се рече дека повеќе дури и од 60-70 на 100 бројно гледано, и е еден од главните фактори во православието. И тука во тој поглед ние знаеме дека влијанието нејзино било секаде присутно. Не имаме сега конкретен пример. Да речеме, Руската православна црква има признаено една црква која е всушност од американизирани руси, тоа е православна црква во Америка, и таа е признаена како автокефална од Руската црква. И сега на овој собор што го прави Руската православна црква, таму ќе биде присутен представникот на таа црква, но кога е присутен представникот на таа црква, која не е признаена од другите помесни православни цркви, не доаѓа цариградскиот патриарх и се разбира и некои други, можеби, патриарси кои не сакаат да се ослужуваат со него. Значи, имаме во православието по тоа прашање не расчистени работи. Затоа велам, столицата е во Цариград, официјално, односно во Истанбул, но Руската православна црква како најбројна и на некој начин ги поместува лостовите на моќта. Под чие влијание е Светиот Синод на Српската православна црква или Светиот Синод на Бугарската православна црква? Не може да се рече дека се тие под некое строго силно влијание, бидејќи има сега една подвоеност околу прашањето на Великиот собор, така наречен, што се одржа во Крит. И вие знаете дека таму имаше неприсуство на Руската црква, на бугарската, на грузиската и мислам на антиохиската, ако не грешам. Така што тоа веќе говори за една поделеност по однос на крупни прашања во разрешување на недоразбирањата во православниот свет, бидејќи не можеме за една работа да има да имаме две вистини. И од таа гледна точка треба, и длабоко сум уверен, ако се одбегне национализмот во православните цркви, значи повеќе би рекол шовинизмот отколку национализмот во православните цркви, оти националноста не е проблем, но шовинизмот е проблем, тогаш може многу брзо да дојде до една неверојатна кохезија во православниот свет, а имаме една од тие цркви што успева, таа најповеќе успева да биде на таа основа многу компактна, а тоа е Антиохиската православна црква, каде што не е мнозинскиот народ, арапскиот народ, па да се мисли дека се тоа претежно само арапи, туку од сите националности во таа црква има, и таа има поинаков однос кон нациите, што се однесува до другите цркви кои се еднонационални претежно, како што се, да речемете, еден добар дел од грчките цркви, односно од црквите кои се од грчкото јазично подрачје, па тука е романската црква, рековме бугарската црква и така натаму и така натаму. Владико Петар, минатата седмица бев во Софија, разговарав со некои аналитичари, оние кои критички обсервираат Бугарската православна црква, велат дека синодот на Бугарската црква нема да направи ништо без да праша во Москва.
ако е тоа така, таму како е кај нас, под чие влијание е Светиот Синод на Македонската православна црква? Па јас не знам тоа што кажале тие дали е тоа така, можно да е и така секако, но очигледно дека Руската православна црква имала и има желба да и помогне на Македонската православна црква да се реши ова недоразбирање по нашето прашање, но свесна е дека станува збор не за кановско прашање, туку станува збор исклучиво за политичко прашање, а тоа е името на државата, името на црквата, за кое нешто, ако се оди од аспект кој како ќе ни се обраќа, имаме ние алтернатива, значи како и бугарската и како и руската црква што се вика Московска патријаршија, Руска православна црква и Московска патријаршија. Оние што не сакаат да и се обраќаат неизе како на Руска православна црква, затоа што пример потекнуваат од друга националност. Како пример го велам, не мора да значи тоа украинците или белорусите или Молдавија или не знам така, ќе се обратат како на Московска патријаршија, така може и кон нас да се обраќаат едни на Македонска православна црква, други на Охридска архиепископија и така натаму. Тоа е друго прашање. Дали ова значи дека е можно решение и на црковното прашање, односно добивање на автокефален статус во пакет со решавањето на името што е на големи звона се најавува за во 2018? Од секогаш сум го кажувал тоа, дека кога ќе се реши прашањето со името на нашата држава, а јас би сакал да се реши така како што си е уставното име, тогаш автоматски ќе се реши и прашањето црковно, зашто тогаш ќе нема потреба никој да го поставува тоа прашање на државно поле, а ако не и пречи на некоја држава тоа и така натаму, тогаш зошто би пречела некоја црква? Но и во другата варијанта, ако се промени уставното име на државата, може на решение на црковното прашање како Охридска архиепископија, нели? Може ли Охридската архиепископија да добие автокефален статус? Па не, јас го кажав тоа дека и Цариградската патријаршија била согласна и е согласна да се реши прашањето без да биде во каталогот на помесните православни цркви ставено името Македонска православна црква. Значи не им пречи Охридска архиепископија и нема да пречи на никого, а некој велат, ама сега како е, бугарите би го спореле тоа и така натаму, па добро сега и бугарите треба да не разберат сега, не може тие две имиња да имаат и ние да немаме ни едно. Како што и грците сега имаат име и хелени се, и грци се, ама па и македонци се, само ние не можеме да бидеме македонци и така натаму. Тоа е неразумно. А разумно е она што се случува, да речеме, ете, имаме ни еден светител македонец, Свети Ѓорѓе Кратовски. Тој загинал, бил, значи, изгорен, спален во Софија. Бугарите го смета за нивни нов светител. Новомаченик Ѓорѓе Кратовски. Србите велат, не знам колку километри од Врање, во српското градче Кратово, тие го смета за србин, а ние си го сметаме за наш, па бидејќи од кај нас е тука ние. И Охридската архиепископија, да не е било седиштето во Охрид, тогаш би имало проблем за нас. Но бидејќи било во Охрид, си останува наша, на територијата на Македонија, ама ако не се расправаат и ако не им пречи секој да си напише како што сака, едните си го присвојуваат Свети Ѓорѓи дека е бугарин, другите србин, ние македонец и никому не му пречи тоа дека нека ги присвојуваат. Свети Климент, бугарите велат дека е нивни. Добро, нивни нека биде, ама и нашие. Ако сакаат тие и нивни да биде, ние не им пречиме. Значи, сме дале голем светител кој е почитуван и во друга земја, и во друга црква и така натаму, тие немаат граници светителите, па ќе треба, па и така, границата негова, на
неговата светост, на неговиот култ се шири. На Свети Климента, значи, се проширил, на Свети Наума во целиот свет е проширен култот. На Свети браќа Кирил и Методи култот е проширен во сите словенски земји и пошироко, па и папа да ги прогласи за европски созаштитници. Што значи, не можеме така да се однесуваме тесноградо, тоа е само наше и на другите не одаваме. Нека биде на другите, ама од нашето не смеме никогаш да се откажеме. Во контекст на оно што го зборувавте сега и претходно за односите во православниот свет, уште едно прашање. Се вели дека дел од владиците, и тоа не само оние повозрастните, туку и оние од поновите генерации се регрутирани или се пак во тесна спрега со тајните служби. И ова кога го прашувам, не мислам само на Македонската православна црква, туку на сите цркви во регионот. Каков е вашиот став по ова прашање? Што мислите? Па треба лустрација да има за сите владици во сите цркви, како што имаше во Бугарија. И така и ќе се знае тогаш кој бил, каде, за кого работил, што работил. Сега не можеме да го обвиниме некој дека работи за некои тајни служби или дека е на некој начин поврзан со некоја мафија надвор од земјата или во земјата не знам каде, а да немате за тоа податоци, аргументи, документи. Сега, кога ќе се извршени некоја лустрација, тогаш може да се види, да се утврди кој каде работил. Процесот заврши во Македонија. Ами заврши пред една комисија, не знаем, сега може би некоја друга комисија ќе се јави, па ќе даде поинакви резултати од тоа сето. Никогаш не е ништо завршено, ќе биде завршено се на страшниот суд. Тогаш ќе се отворат сите книги, тогаш камерите ќе се отворат и тогаш сите тајни ќе излезат на виделина. А сега, додека е овдека, имаме подмитени суди, имаме подмитени луѓе, подмитени свештени лица и така натаму, подмитени политичари. Сето тоа е релативно честно и достојно. Но, конечно, секој треба да дадеме одговор за нашите поставки. Ќе го дадеме по 40-тиот ден по нашата смрт, времено, а целосно или комплетно на страшниот суд. Зборувавме за тајните служби и нивните релации со свештениците. Разговаравме и за руското влијание во православниот свет. Да се вратиме на она за кое ве поканив на ова интервју, односите помеѓу Македонската и Бугарската православна црква. Рековте на почетокот дека нема ништо ново од она што беше последна најава од Софија, дека ќе биде формирана комисија и дека ќе се утврдува прво и методологија врз основа на која ќе се преговара со Македонската православна црква и со останатите помесни православни цркви за нашиот автокефален статус. Имам една дилема во однос на пак онаа формулација мајка црква. Ако Бугарската православна црква реши да не земе под свој, односно да не признае како мајка црква, кој би бил, се поставува како логично прашање, мајчиниот јазик во случајов? На кој јазик ќе се пеат богослужби, ќе се врши богослужба, ќе се пее во црквите? На оние заеднички сослужувања? Во православните цркви, што се од словенското јазично подрачје, така да речеме, од македонското словенско јазично подрачје, почнувајќи од светите браќа Кирил и Методи, бидејќи писмото што тие го составиле, јазикот што тие го превеле од грчки на словенски, солунско наречје и така натаму, се служиме обично со така наречениот црковнословенски јазик. Но во сите цркви обично има повеќе почнато е да се прават известни преводи, така што скоро ниедна црква, освен Американската православна црква и Романската православна црква ги немаат преведено сите богослужбени книги на свој современ литературен јазик, но ние тоа веќе го направивме и тоа се случи конечно во оваа година. Сите минеи нашата епархија, Преспанско-Плагониска, Австралиско-Новозеландска, по иницијатива на црквата Света Петка во Милпарк во Австралија, преведени се во 2 тома октоисците од 1 до 8 глас, потоа се преведени исто така избор на богослужби во 2 тома, на неделни и празнични богослужби, како исто така
и други богослужени книги, така што скоро сите богослужбени Се книги преведени на литературен се македонски. преведени на литературен македонски јазик. Но факт е дека и со години назад на сите обреди, на сите црковни случувања се зборува меѓу другото и на старословенски, но и на македонски јазик. А сега веќе ние ги практикуваме на македонски јазик. Ако се оди од таа гледна точка дека еден народ, еден јазик, тогаш мислам дека ние можеме веднаш да ги понудиме нашите богослужбени книги да се пее во Бугарија, ако е тоа еден јазик. Но не мислам дека ниту патриархот, неговата светост, ниту другите владици, ниту свештениците во Бугарија не би, ако е ист јазикот, не би ќе треба да не трошат пари да ги преведуваат и да трошат пари за да може да се употребат во богослужбата, можат веднаш да се употребат. Тоа нема да помине, знаете, и сами. Ема тука е доказот дека не е еден јазик, тука се два јазици. Тука е доказот дека не е еден народ, дека сме два народи. И тоа сакам да кажам дека ние се радуваме што Бугарската православна црква сака да ни помогне. Само да ни помогне онака како што е корисно за нас. Односно, да ни бидат сметките уште на почетокот чисти. Оти ако се чисти сметките, ќе биде долга љубовта. Ако не се чисти сметките, нема да има долга љубов. И затоа да си се знае дека ние сме посебен народ, дека сме ние посебна држава, дека сме ние посебна црква и се си имаме посебно, и посебен јазик, со посебно писмо, се. И тука ќе имаме неверојатно силна љубов, ама досега не се не познававме доволно, немавме некоја комуникација. Сега мислам и во едни разговори, во едни комуникацијата, јас на прилика се сеќавам тука кога имаше богослужби на еден црковен хор од црквата Света Недела во Софија, па откако служивме заедничка богослужба со свештениците, седнавме во еден ресторан близу до црквата Соборна и тие побараа да запеат. И јас ме рекол, зошто да не запеете? Ќе даjem благослов. И кои песни ќе ги пеете? Прекрасно ги пееја луѓето, прекрасно. Почнаа со Болен Милежи, Миле Поп Јарданов. Па после послушајте Патриоти, перфектно македонски. Викам, абе луѓе, велам, многу убаво пеете македонски. Кај го научивте јазиков? Тогаш рече старешината на црквата, покоен сега, мислам дека е отец Костадин, рече, сега запеете мојата за Костадин војводата. Викам, оче Костадине, од каде ти? Викам, па сега оваа песна. Дали дето, јас сум македонец, од Пиринска Македонија сум. И тогаш оној другиот свештеник што беше рече, пулете, брате, рече, само аз сум българин тук. Испадна дека сите имале потекло од Македонија. И сега што си има потекло од Македонија, како се чувствува така? Ако е во Бугарија отишол таму се чувствува бугарин, нека се чувствува бугарин. Ако некој од Бугарија дошол овде, нека се чувствува македонец, нека се чувствува македонец. Така најголема љубов ќе имаме кога? Ќе имаме една почит перфектна кон секоја личност. Ако вие сте македонец, јас треба да го почитувам како македонец. Ако другиот е србин, да го почитувам како србин, ако третиот е бугарин, како бугарин, така натаму. И само така можеме да ја развиваме и да ја сведочиме љубовта кон Бога и љубовта кон ближниот. Владико Петар, факт е дека Македонската православна црква е едно од сидрата на кое се крепи македонскиот народ низ сите премрежја, низ вековите во историјата. Како ваквите бранувања ќе влијаат врз незиниот кредибилитет? Сепак црквата и покрај бројните скандали што се поврзани со највисоките свештеници, мислам на владиците, таа ужива голема доверба помеѓу верниците. Со години назад имаме жива црква, активно свештенство, активен монашки живот, лојални посветени верници. Дали е нарушен кредибилитетот и имате ли конечно сила пред се во Светиот Синод, единство, сила, волја и доволно кредибилитет да се поврати угледот, да не се наруши до крај овој впечаток? Имаме ние сведоштва во житијата на светите, каде што разбойници, значи од најголем, да речеме, разбойнички карактер на однесувања, убици и така натаму, што станале светители. Ако можеле врвни разбойници да станат светители и ним да им се молиме и ти да се молат за нас, не е неможно
И за нас, владиците, кои сме исто грешни луѓе, да се поправиме, да се вратиме на правиот пат ако сме скршнали од правиот пат. Тоа важи и за свештениците, тоа важи и за верниците. Значи, мора да си дадеме едни на други доверба, а довербата треба да се прави, да се дава на следниот начин, да си ги признаеме грешките. Значи, штом некој не ја признава грешката и се оправдува од него, не барајте дека човекот ќе се врати на правиот пат. Тој што ќе се признае грешката, па дури кога не направил грешка и од другиот грешката ќе ја прифати за своја, тука има напредок. И јас сум за тоа дека треба ние сите сме грешни луѓе да си побараме прошка едни од други, да се измириме и да почнеме да ја негуваме љубовта на едни кон други, но и да си се поправиме не со зборови, туку со живот и со дела. Кога е следната синодска седница закажана на Македонската Кога ќе ја православна закаже председателот неговото блаженство архиепископот господин Стефан, Ќе побарате од вашите колеги владици 15 дена пред да се одржи седницата се испраќаат поканите и штом ќе добиеме покани, освен ако не станува збор за вонредна седница. И јас мислам дека ако сме паметни луѓе, ќе најдеме на се решение. Ќе се обидете да најдете заеднички јазик се во име на враќање на таа доверба и ако е нарушен кредибилитетот? Секако кредибилитетот? должност ни е тоа на сите нас, тоа да го направиме и ќе се потрудиме. Сега зависи кој како мисли, и има секакви луѓе, како што е народната вика, волкот влакната ги менувал, односно се митарел, ама умот не го менувал. Сега ако некој така се однесува дека може да го менува начинот на однесување формално, а постапките и умот да не го менува, да нема покаяние, да нема промена на умот, на чувствата и така натаму, од лошо кон добро, од нечесно кон честно, од недостојно кон достојно, тогаш не можете ништо друго да направите, освен да се молите за него. Владико Петар, ви благодарам многу за ова интервју.